Анабел Питчер. Сестра ми Роуз живее на каминот. Всушност, дел од неа живее таму. 3 од незините прсти, незиниот десен лакт и капачето од коленоти се погребани на гробиштата во Лондон. Мама и тато имаа голема расправија кога полицијата пронајде 10 дела од незиното тело. Мама сакаше гроб што ќе може да го посетува. Тато сакаше да биде кремирана и да исфрли незината пепел во морето. Во секој случај, ова е тоа што ми го кажа Джасмин. Таа се сеќава повеќе од мене. Кога се случи тоа имав само 5 години. Таа пак и беше близначка на Роуз. А според мама и тато и се уште е. Тие со години по погребот ја облекуваа Джаст исто. Цветни фустанчиња, джемперчиња со копчиња, онакви чевлички со шноли какви што сакаше Роуз. Мислам дека мама затоа и побегна со оној човек од групата за психолошка поддршка пред 71 ден. Кога Джаз на 15-тиот роден ден си ја скрати косата, ја офрба розова и си го продупчи носот, веќе не личеше на Роуз, а моите родители не можеа да го поднесат тоа. Секој од нив доби по 5 делови. Деловите што ги доби мама ги стави во елегантен бел сандак, под елегантен надгробен камен на кој пишува "Мојот ангел". Тато кремираше на клучна коска, 2 ребра, дел од черепот и малото прсте од стапалото и пепелта ја стави во златната руна. И така секој си го тера своето. Ама да се чудиш, тоа не ги усреки. Мама вели дека гробиштата се премногу депресивни за посетување, а тато секоја годишнина се обидува да ја расфрли пепелта, ама во последен момент се премислува, како нешто да се случува токму кога Роуз треба да биде расфрлена во морето. Една година во Девон имаше цели јата од оние брзине сребрени риби кои изгледаа како едва и да чекаат да ја изедат сестра ми. Друга година пак, во Корнвол, еден галеб се покажа врз урната токму кога тато се подготвуваше да ја отвори. Јас почнав да се смејам, но Джаз изгледаше толку тажно што веднаш престанав. Се преселивме од Лондон за да побегнеме од сето ова. Тато знаеше некого кој знаеше некого што му се јави за некаква работа на градилиште во Лейкленд. Во Лондон нема работено кој знае од кога. Има рецесија, што значи дека земјата нема пари, па одвај нешто да почнува да се гради. Кога ја доби работата во Амцлайт, го продадовме станот и изнајбивме една мала куќа, а мама ја оставивме во Лондон. Се обложив со Джаз во цели 5 фунти дека мама ќе дојде да не испрати. Не сакаше да ги земе кога го изгуби в облогот. Во автомобилот Джаз рече: "Ајде да си играме на буква", но не можеше да погоди. Нешто што почнува на Р. Иако Роџер седеше таму во мојот скут и силно предеше како да сакаше да ја дошепне. Тука е толку различно. Има огромни планини кои се толку високи што со врвовите можат и Господ да го боцнат во задникот. Има стотици дрвја, тивко е. Нема луѓе, реков кога ја најдовме малата куќа по криволестата уличка и погледнав низ прозорецот да видам дали има некој со кого можам да си играм. Нема муслимани, ме коригираше татко ми, насменувајќи се по прв пат дента. Јас и Джаз не му возвративме со насмевка додека излегувавме од автомобилот. Нашата мала куќа е целосна спротивност на нашиот стан во Финсбери парк. Бела е, а не кафеава. Голема е, а не мала. И стара е, не е нова. Ликовно ми беше омилениот предмет на училиште. И ако ги сликав зградите како луѓе, тогаш малата куќа ќе ја насликав како луда стара баба, насмејана и без заби. Станов би бил сериозен војник, целиот спастрен и настискан во редица исти такви маши. На мама тоа многу би се допаднало. Таа е професорка во уметнички коледж и сигурна сум дека ако ги пратам моите слики, ќе им ги покаже на сите студенти. Иако мама е во Лондон, среќен сум што станот е минато. Мојата соба беше малечка, ама не ми дозволуваа да ја заменам со онаа на Роуз. Таа е мртва, а незините работи се свети. Тоа беше одговорот што секогаш го добивав кога ќе прашав дали може да се преместам. Собата на Роуз е света, Джеймс. Не влегувај внатре, Джеймс. Света е. Јас не гледам што има свето во еден куп кукли, еден смрден розов јорган и едно извефтено мече. И не ми изгледаше воопшто свето кога еден ден, кога се вратив дома од училиште, скокав по креветот на Роуз.
Џас ме натера да престанам, ама ми вети дека нема да каже. Кога излеговме од автомобилот, стоевме и го гледавме нашиот нов дом. Сонцето заоѓаше, планините сјаја портокалево, а јас го здогледав нашиот одраз во еден од прозорците на куќата. Тато, Џас и јас со Роџер во рацете. Еден дел од секундата почувствував надеж, како ова навистина да е почеток на еден сосем нов живот и дека од сега па натаму се ќе биде во ред. Тато го зеде куферот и го извади клучот од џебот, па тргна по патеката во градината. Џас ми се насмев, го погали Роџер, а потоа и таа тргна по него. Го спуштив мачорот, тој веднаш се мушна во една грмушка. Опашот му се дзиркаше додека се пикаше низ лисјето. Дојди! Ми довикна Џес, цвртувајќи се кон вратата од тремот. Ја држеше раката подадена, а јас потрчав кај неа. Заедно влеговме во куќата. Доколку сакате да ја дочитате оваа книга, може да ја најдете во книжарниците на литература.